Високо преосвештенство, честни оче, преподобни монахињи, возлюбени во Господа, браќа и сестри. Се радувам многу заради овој благослов да бидам повторно овде во Крушево на овој голем ден за нас како православни христијани, но и како народ во нашата татковина, кога го славиме големиот пророк Свети Илија од Стариот Завет. По многу нешто специфичен е Светиот пророк Илија и се разликува од другите пророци старозаветни. Во времето во кое што живеел и делувал Светиот пророк Илија, било потребно и таков еден специфичен карактер како што бил Светиот пророк Илија. Живеел во време на големо отпадништво од вистинската вера на израелскиот избран народ, кога 10 од 12 колена Израилеви отстапиле од вистинската вера и се приклониле кон многобожството, благодарение, во наводници, благодарение на царот Ахав, кој што оженил незнабожкиња Езавела и ја прифатил верата која таа незнабожка ја имала, и гледате колку може водачите на еден народ и да допринесат, но и да наштетат на самиот народ, кога ќе самите водачи ќе одстапат од вистинската вера и кога ќе го поведат народот на пат каде што нема иднина. Затоа по Божја промисла бил испратен Светиот пророк Илија да го опомене царот дека погрешно го води народот и како знак дека погрешно го води народот, ете прорекол дека 3 години и 6 месеци нема да падне дожд на земјата. Каква сила имал Светиот пророк Илија пред Бога и каква слобода да излезе пред царот, тогаш кога царскиот збор бил се, кога немало судови и апелација и врховен суд, кога немало на кого да се пожали човек, ако бил неправедно осуден. Ете таква храброст имал Светиот пророк Илија да му каже на царот дека погрешил во своите одлуки, дека погрешил во водењето на народот. И навистина пророштвото се исполнило, а пак Светиот пророк Илија за тоа време се повлекол и го немало во јавноста. Останале само зборовите негови исполнети од Бога дека нема да падне дожд на земјата. Таа меѓусебна интеракција, меѓусебна доверба која ја има и Бог во своите богоугодници, но и светителите во Бога, ги прави силни на збор и на дело, како што сведочи евангелистот Илија, кој беше силен на збор и на дело. Такви треба да бидеме, драги браќа и сестри. Силни и на збор и на дело. Не само на збор да бидеме силни и христијани, да бидеме и на дело христијани. Да го сведочиме Бога и вистината, па по цена и на нашиот живот и по цена на нашата слобода овде, но секогаш да знаеме дека
вистината е таа што го ослободува човекот од сите врски во овој свет, од сите врски кои го влечат кон пропаст. За таа вистина вреди да се страда. За вистината за Бога, за Христа, за тоа вреди и животот да се положи. Ете, како што сведочи Библијата дека после 3 години и 6 месеци се помолил Илија и паднал дожд на земјата, и земјата го дала својот род. Но дали тоа предизвикало покаяние? Паднал дожд откако биле посрамени оние кои верувале во Богот Ваал, лажниот Бог. Кога светиот пророк Илија ги посрамил жреците, откако не можеле да измолат оган од небото за да ја принесат жртвата своја. А пак Илија, измолувајќи оган од небото, покажал не само пред еден човек, и пред царот Ахав, и пред целиот народ, која е вистинската вера. И многумина поверувале и се вратиле на вистинскиот пат. Но оние кои што требало да се вратат најпрво, и оние кои што биле виновни за отстапувањето, царот и царицата, тоа не го направиле и продолжиле да ја практикуваат таа вера во лажните богови. Та затоа и нивната судбина била проречена дека нема да биде славна. И навистина, како што прорекол светиот пророк Илија, со Божја помош и по Божјо вдахновение, така и се случило. Возлюбени во Господа, браќа и сестри, ние, како наследници на таа вера во вистинскиот Бог, треба да го последуваме светиот пророк Илија, како што тој го последувал Бога, иако во времето во кое што живеел не било лесно да се одржи верата во вистинскиот Бог. И тој се повикувал на верата на Авраама, на Јакова и на Исака. Верата во вистинскиот Бог. Нам во Новиот Завет полесно ни е да ја одржиме верата, имајќи го воскресението Христово како знак дека Бог е победител над смртта, најголемиот непријател на човекот. Но и во денешно време многумина не сакаат да поверуваат во воскресението. Меѓутоа, тоа е факт кој што се случил и посведочење од многумина кои живееле во тоа време. Ете и денеска недела, и како и секоја недела го славиме и воскресението. И чудата кои Господ ги направил се посведочени во Светото Писмо, во Евангелието. И денешното неделно Евангелие сведочи за едно чудо кое Христос го направил пред своите ученици, одејќи по водата во разбрануваното Галилејско езеро. И за да го провери тоа, светиот апостол Петар, гледате, побара да дојде до Христа по водата разбранувана, и Христос му дозволи и тој тргна по водата. Ете, тоа е вистинската вера во вистинскиот Бог. Кога Господ невозможното го прави возможно, за да ни покаже дека се е од Него и се во Него се собира. И затоа сме повикани во Господа да се собираме, овде на литургијата да бидеме, секогаш кога се служи литургија за секој празник и секоја недела, овде да бидеме. И Господ прави чуда.
преку заедничарењето со Него и нас не воведува во вечниот живот уште сега и овде. Да не бидеме маловерни како светиот апостол Петар, кој посомневајки се и гледајки ги бурите во морето, почнал да пропаѓа. Ние сите имаме слабости, драги браќа и сестри, и сите сме како христијани свесни за тоа, дека понекогаш може да подклониме со духот и можеме заради нашите слабости и страсти да се посомневаме или да се разочараме во животот. Меѓутоа, го имаме Христос за наш Бог и наш Спасител. И знаеме дека што и да се случи во животот наш, што и да се случи овде на земјата, ништо не трае вечно. Дури и радостите кои ги имаме овде не можат да траат вечно. Единствената радост која може да трае вечно, а која овде ја вкусуваме, тоа е заедничарењето со нашиот Господ Исус Христос. Таа радост од причестувањето почнува овде и сега и не завршува никогаш. Затоа што Господ е вечен. Господ дојде за да се соедини со човекот, за човекот да го направи вечен. Поинаку, не ке можеше човекот да ја достигне целта на своето постоење, а тоа е Царството Небесно и вечната заедница со Господа. Пророците пророкувале во Стариот Завет за да дојдат и народот да го водат до изворот, до Христос, кој што пак ни го дава животот вечен. А ние пак во Новиот Завет го имаме Христос воскреснатиот и да веруваме во Него и во Неговата сила, да веруваме во Него како Седржител, како наш Творец, како наш Отец, да веруваме во љубовта Негова и да имаме доверба не само да веруваме во Господа како во некаква абстрактна сила, туку да веруваме во Господа како личност која за нас се жртвуваше да ни го даде животот вечен. И да имаме доверба дека се што се случува со нас овде, ништо не може да биде толку страшно ако сме во рацете Господови. Нека светиот пророк Илија, кој беше силен на збор и дело, ни биде на помош со неговите застапништва пред престолот Господов и нека неговата вера во вистинскиот Бог, огнената вера, биде и наша вера во вистинскиот Бог и нека Господ по неговите молитви не помилува и не спаси и не доведе до Царството Небесно кое го очекуваме да дојде сега и секогаш и во вековите на вековите.